Американскиот претседател Доналд Трамп повторно го шокираше светот. Објави 90-дневен мораториум на царините за повеќето земји, освен за Кина, за која ги зголеми царините на 125%. Трамп вчера објави дека сите земји кои не возвратија на американските царини ќе добијат одложување до јули и ќе се соочат само со сеопфатната американска царина од 10%. I think it was very positive for the world and for us. And we don't want to hurt countries that don't need to be hurt, and they all want to negotiate. Повеќе од 75 земји ја контактирале американската федерална влада за да преговараат за решение, додека пак Пекинг возврати со 84% царина за увоз од САД. Берзите пораснаа веднаш по веста за мораториумот од 90 дена. По неколкудневниот пат, индексот Dow Jones порасна за речиси 8%, а индексот Nasdaq забележа раст од над 12%, најголем од 2001 година. Растеа индексите на европските и светските берзи. Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен ја поздрави одлуката на Трамп. Рече дека е важен чекор кон стабилизирање на глобалната економија, во мирување од 90 дена и се контра царините на Европската унија за увозот на американски производи. Премиерот Мицкоски пак информираше дека вчера разговарал со американскиот државен секретар за економија Хауард Лутник. Ја нагласи важноста на американската поддршка за стабилен и просперитетен Балкан, а посебно за прашањата кои се од витално значење за економската соработка. Се согласивме да продолжиме да го развиваме стратешкото и економското партнерство помеѓу двете земји, напиша премиерот на Фејсбук. Министерката за финансии Кочовска претходно најави дека сме подготвени да ги намалиме царините со САД дури на 0%, а ќе се работи на подпишување на договор за слободна трговија. За универзитетската професорка Никица Мојсовска-Блажевски, тоа е гест на пријателство. Во емисијата Бизнис 21 таа препорача дека мора повеќе да се подготвиме за стратешкиот диалог со САД, за да ги зацврстиме нашите позиции и да истапиме со барања. Нашиот извоз кон Америка е релативно мал, 1,5% од вкупниот наш извоз. Увозот од Америка е 1,3% од вкупниот извоз. Така што Америка не е наш значаен трговски партнер и мислам дека повеќе намалување на царините на нула и така натаму било еден гест на добра волја или пријателски однос. Додека светот се созема од неколкудневниот шок, мнозинството демократи во Американскиот конгрес, како играчи на пазарот, аналитичари и новинари се сомневаат дека Трамп незаконски учествувал во најголемата пазарна манипулација во светот. Дали соработниците на Трамп незаконски профитираат од огромните промени на берзата преку инсайдерски тргувања, прашуваат тие и повикуваат дури на конгресна истрага.